Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе успееме да го задржиме вашето внимание се до крајот на емисијата со онаа тема која што денес одлучивме да обработиме. Одлучивме да проговориме за најмалите за децата, односно за овој период на настинки, на инфекции, на вирусни, бактериски инфекции, па малку да ги образложиме овие работи, да ги појасниме до младите родители, значи кога да знаат дека се работи за настинка, кога за вирусна, бактериска, како да се третира, кога веќе да се вклучи аларм ако нели нешто се искомплицира за да се нели употреби антибиотик, кога би било тоа добро време. Ќе спомнеме нешто и околу ковидот, имунитетот кај дечињата најмали и колку се нели вакцините ефикасни, оние кои што од пред неколку години се воведоа. Ми се чини дека тоа беше за ротавирусот, за стрептокока, пневмокока. Меѓутоа тука со мене во студиото е веќе доктор Ангелчо Андоновски, кој што е специјалист педијатар и кој што ќе биде одговорен за денешните информации на оваа тема. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на поканата. Драго ми е што сум ваш гостин, поготово во овој период кога оваа тема е најинтересантна и многу најпотребна на родителите. Така, одлучивме да проговориме за повеќе работи, да ги појасниме до родителите за да знаат нели кога и како да реагираат. Како што кажав еве и во најавата и вие како што кажавте, време е на настинки, вируси, актуелни од COVID-19 и така натаму, бактериски, вирусни, обични настинки, како сето тоа вие педијатрите го диагностицирате, како точно знаеме кога е настинка, кога е вирусна инфекција и кога веќе се работи за бактериска инфекција. Малку да ги појасниме работите. Какви се симптомите и како да ги разграничиме работите. Така. Широка тема. Широка, да. На која што секако дека поготово овој период сите обрнуваме внимание, токму во еден период на епидемија, пандемија. Така. Не само кај нас, туку секаде во светот. Бомбардирани со многу голем број на информации. Сите сме во некој си расчекор, можам да кажам, да сме по трагање на информациите, се со цел подобро да се информираме, како за своите најмлади, така и за самите себе си, знаејќи дека здравието е нешто најбитното во нашиот живот, кој што нема цена, морам тоа да го кажам. Да, период на настинки, период на грип, период на ковид, на многу некои составни делови кои што ни го фаќаат и ни го бомбардираат нашиот живот, поготово на нас како родители, нормално и на нас самите. Така. Да, ситуација каде што сега актуелен е нормално. Сега веќе и секое течење на носот, секое подкаштување се запрашуваме што е сега проблемот. Ние може да кажеме дека нели како првично ја ставивме да диагнозата COVID-19 е примарна. Може би е малку погрешно, но сепак знаејќи дека децата на некој начин се и вектор на пренесување, толку многу не сме постојано со тие информации и во неколку пати наврати го објаснувавме малку, како кажеме, корисно е да си ги провериме и да си ги тестираме децата кога станува збор. Да бидеме сигурни. Да бидеме сигурни, ако поготово ги имаме следните симптоми, нели? Да ги наведеме кратко, тоа е една субфебрилна температура, која што е 37,2 до 37,4, да не трае повеќе од еден ден, значи да имаме сува кашлица, која што е изразителен симптом при COVID-19 и да има една мускулна болка, односно ослабеност на самиот организам, тоест на тонусот на организмот. Тоа е една работа која што ни се меша и одиме во веќе друга некоја тема, на веќе нешто постоечки, многу добро познато, тоа е инфлуенцата, тоа е грипот, кој што сега му е сезона. За кој што се слични симптомите. Секако дека можеме да кажеме дека грипот постои и дека не е исклучен, дека може да ги направиме дистинкциите, како нормално со лабораториско детектирање. Едното е веќе познатите методи за PCR детектирање на COVID-19. Ќе правиме една паралела, една компарација за да видиме попластични и пообјасними. Другото е тестирање во врска со инфлуенца како грип и како вирусна инфекција. Вирусните инфекции се 90% од инфекциите кои што го зафаќаат нашиот организам, а секако и детскиот организам. Она кое што треба да го знаеме, а и потребно да го знаеме како родители, кога да реагираме. Треба да реагираме доколку веќе имаме ситуација кај мало дете, кај бебенце, односно доенче, и ситуација кај повозрасни деца.
Организмот е секако Така, различен. различит. Организмот знае како да делува и кога да му се јават ситуации, првичните симптоми. Поготово кај малите бебиња е проблемот. Значи, тогаш, за да знаеме, да видиме дека детето не е дехидрирано и дека детето има подем и ситуација за да го издржи целиот период. Да, секако дека можам да кажам дека се кратки периоди каде што педијатарот е оној кој што ги пресудува сите работи, тоест лекарот кој што ќе го прегледа детето. Тогаш тој ќе одлучи врз база на научните достигнувања, тоест лабораторијата, да ја постави терапијата и да даде соодветно лекување и период и третман. Така. Обично велат за вирусните инфекции не се дава антибиотик. Нели? Да. Така вие велите и општо и за возрастните и за децата стои така. Меѓутоа кога ако имаме една вирусна инфекција, кога и во кои случаи веќе треба да се реагира за да се даде антибиотик, да не дојде до некои компликации, воспаление на белите дробови и така натаму? Секако дека добриот лекар, добриот педијатар ќе ја најде фазата, нели, кога ќе се случува сето тоа, за да ја одреди точно, дистинкцира ситуацијата и состојбата во која што влегуваме во циркулус витиосус. Тоа е многу висока температура, тоа е дехидрираност на еден организам и тогаш е пресудно дали детето ќе иде на болничко лекување или детето ќе иде на домашно лекување. Она што е најбитно да се знае дека никако не се применува давање на антибиотик при вирусна инфекција. Потврдена вирусна инфекција со одредена клиничка блага слика. Так. Нормално, варијации во температурата, не многу високи температури, вирусите не даваат високи температури. Сето она кое што вирусот ќе го ослабне организмот, ќе дојде до израз една бактериска инфекција, тогаш температурите се високи, тогаш и потребата да утврдиме за која бактерија станува збор и соодветно да ја лекуваме според антибиограмата, тогаш да го дадеме и соодветниот антибиотик. Да, антибиотиците се корисни во лечување и третман на бактериските инфекции, но сепак морам да кажам дека и колку што се добри, толку се и лоши. Знаеме дека долго говоревме околу злоупотребата на антибиотската терапија. Зашто? Токму заради мултисистемско нарушување на организмот, не се само тука хепарот, не се тука само цревниот тракт. Мора да знаеме дека 80% од заштитата, имунолошката заштита на нашиот организам се наоѓа во гастроинтестиналниот тракт. Гастроинтестиналниот тракт се оштетува со давање и апликација на антибиотици, дека бидејќи делува дури и на тие кои што не се само таргет негов на делување, туку и на опортуните, добрите. Тука веќе во тоа лекување обавезно да кажуваме дека во модерното време ги вклучуваме и ги интегрираме и пробиотиците како момент за добрата цревна флора, да остане добра цревна флора, како поддржна терапија, сапортивна терапија и терапија која што ќе ни го подобри имунолошкиот система, со тоа и скратување на деновите на престој во болнични услови или во домашни услови, а со тоа и употребата на антибиотикот. Ние кога бевме деца обично ни даваа Б-комплекс, и тоа е еден вид на заштита кога пиеме антибиотик, меѓутоа сега во поново време ги практикуваат повеќе пробиотиците. Зошто повеќе ги практикуваат пробиотиците? Се уште поголема заштита на антибиотикот во смисла да не направи проблем? Да, збориме за две различити групи на суплементи. Суплементи, да. Б-комплексната група ги содржи сите Б групи од Б витаминот, од Б витаминот. Значи, од B1 до B12, дури, нели како кажеме, B6, B3 и така натаму, кој што нели се користи, ама повеќе се утврди дека науката докаже дека тие претежно се дават за добриот невролошки систем. Така. Да, го заштитуваат организмот како квасници, нели на некој начин, но групата на пробиотици, веќе како подвоена група, со истражување, со правење на научни студии, поготово на лактобацилус, можем да го спомнам и е интересантно вечер во емисијата да дознаеме дека постои нов сој, Lactobacillus roteri protectis, кој што во комбинација со витамин D дава многу корисни, како да кажам, добрини за еден организам, како за детски, така и за возрастен. Бидејќи тој нов сој е со над 160 на научни студии кои што докажува сите добродетелни својства кои што ги содржи дека баш токму може да ги имплементира и да ни даде реакција соодветна на гастроинтестиналниот тракт. Зашто? Бедемот, заштитата на организмот, како на детскиот, така и нашиот, е во гастроинтестиналниот тракт.
Тоест, нашиот имунолошки систем се базира на добар гастроинтестинален тракт. Или, како што би рекле добра работа на органите за старите, варење. да, како што би рекле старите, добра исхрана значи добар организам и добро здравје. Така. Затоа често и напоменуваме дека многу треба да се внимава на исхраната, здраво да се храниме, да консумираме повеќе, нели? Готвена храна, свеж овошје, зеленчук и така натаму. Тука ќе се обратам и до нашите гледачи, за сите оние кои што не следат, ако имаат некое прашање во однос на проблеми со вирусни инфекции, настинки на дишни патишта кај дечињата, па и кај поголемите дечиња, нели? Може да се јават и да не се приклучат во разговорот и да постават некое прашање. Секогаш се постава прашањето, нели, кога се работи за малите деца, еве, уште од мали нозе некои дечиња почесто се разболуваат во текот на една година, некои дечиња се поотпорни, па од што зависи имунитетот уште еве кај да почнеме од мала и рана возраст уште од раѓањето на бебето. Како се создава еден имунитет на едно дете? Ајде вака. Со самото наше раѓање, со самото наше појавување на овој свет, нашиот организам доаѓа во контакт со една огромна широка палета на вируси и на бактерии. Нашиот организам е склон да ги учи, тоест нашиот имунолошки дел, кој што е составен дел на еден организам, е научен да учи. Тука доаѓа и моментот на контакт со првите вируси, со првите бактерии, контакт со одредени, да кажеме, на некој начин првични инфекции кои што го стимулираат организмот да произведува антитела и да почне да изградува таа комплексна, но интелигентна мрежа. Имунолошкиот систем се наоѓа во гастроинтестиналниот тракт, така да ние можеме цел живот да го сапортираме и да го поддржуваме тој имунолошки тракт и да го научиме како да действува на соодветна бактерија. Ќе го спомнеме сега и моментот кога секој ќе праша зашто нели се даваат и вакцините, нели конкретно во таа возраст, така, токму заради привикнување и научување на тој имунолошки систем. Нешто што е стекнато, нешто што е здобиено. Правиме од конкретна дистинкција, така да давајќи ги и вакцините во овој случај, нели, ги знаеме какава палета, задолжен имунолошки календар, поготово кај дечињата, не зборам за возрастните, не зборам сега, ќе направиме дистинкција кога станува збори за ова нова болест. Ни го привикнуваат организмот и со помош на вакцините се спречени многу заболувања кои што се со смртоносен исход. Она што само како пример ќе го кажам, дека во одредени многу милионски држави со почнување на вакцинацијата е сопрен нели падот на наталитетот, а со тоа е спречено и качување на гранката на морталитетот. Како? Задавање на одредени вакцини е да го научат нашиот имунолошки систем соодветно да делува на првата атака од еден микроорганизам или од еден вирус кој што ќе го нападне организмот, а со тоа и ќе ни проба да направи штета на тој. Комплексна мрежа, сложена мрежа која што се развива и се надоградува цел живот. Знаеме дека имунодефициентните состојби се предизвикани при ослабнување на тој организам. Дали тоа ќе дојде од присуство на некој вирус, дали тоа ќе дојде поради присуство на несоодветно хранење, што го и вие напоменавте, и така натаму, односно имунодефициентни состојби, да не ги спомнувам состојбите кои што се заболување од типот на карциноми, кои што предизвикуваат и делот на болестите кои што се на крвниот систем, кои што секако предизвикуваат имунодефициентност на организмот. Така да, ние цел живот го градиме тој сложен комплекс на наша одбрана и штит и ние го поддржуваме и треба да го сапортираме до живот. Дали обично, еве, да кажем, еве од дечињата од една година, па еве и од 6 месеци па понатаму, дали треба да им се додаваат суплементи за да се зајакне имунитетот? Обично и кога ги споменавте вакцините, секогаш сум слушала од вас, нели, медицинските лица, дека треба исто така пред да се прими вакцина да имаш добар имунитет, добар имунолошки систем, за да може организмот да се, како да кажам, да се привикне на она што нели ќе им го внесеме со вакцината, како што кажавте и вие, за да нели се зајакне уште повеќе, за да може да биде успешна вакцинацијата на некој начин. Дали треба воопшто суплементи да применуваат младите родители на децата или пак само треба здраво да ги хранат? Ајде прво вака.
ќе кажам дека ниту едно дете не е вакцинирано без правење на првично добра анамнеза. Така. Значи, задолжително прашање дали во моментот има температура, дали имало последен период примање на антибиотици, дали му е нарушен имунолошкиот систем, у смисал да му е отпадналост, да има недостаток на одредени секој родител си го знае, Секој го знае и мора и е потребно да го даде релевантниот и точниот податок да и самиот лекар, кога ќе го даде тој кажеме вакцинален момент на третман, за да биде се исправно за да вакцината проработи. Можам да кажам дека суплементацијата е потребна уште од најмалата возраст. Зошто и поради што? Сето тоа ни го наложи модерното живење. Така, ние кога сме биле деца, нас не ни давале толку многу витамини, ми се чини. Единствено што паметаме тоа рибините зрнца што не ги дава во зима. Тоа се веќе омега 3 кои што се многу есенцијално битни и потребни за развој на нашиот невролошки систем. Тоа е за правилен развој на мозокот, за правилен развој на сите други елементи кои што рековме дека имунолошкиот систем е комплексна мрежа која што е создадена и изградена на многу столбови. Ќе кажам дека што е првиот контакт, ќе кажеме и го зборуваме тоа често, не само научно, дека цел свет веќе го зборува, и ние мораме да сме во чекор со модерниот свет, токму поради моментот на суплементација кај на малите. Знаеме дека малите бебиња имаат грчеви. Така. Ги припишуваме првичните капки кои што се за против грчеви кај дечињата. Тие капки се задолжително со симетиконска основа, тоа е една составен дел или едно вештество кое што ги собира гасовите и ги изолира за да може полесно за да се направи, но има и составен дел, има и составен дел на корисни квасни бактерии, односно на лактобацилни бактерии. Тоа е пробиотикот. Подоцна го воведуваме пробиотикот. Подоцна воведуваме одредени храни кои што ќе ни се бават. И така да ние имаме цел еден чекор по чекор и направено еден вид на календарско мени кое што го даваме и го пласираме на децата. Така да, веќе модерната медицина или модерната наука постојано работи, и се бори за да дечињата, ни се здрави сите буквално и да го добијат најдоброто средство кое што ќе го потигне нивниот имунен систем, затоа што знаеме дека децата многу често се разболуваат, бидејќи едниот дел кој ќе се родат го имаат имунитетот од мајката. Тој имунитет трае 6 до 9 месеци, но не е точно потврдено дека е толку, бидејќи времето ни се измени, дека сме многу модернизирани, дека имаме толку присуство на загаденост, присуство на интолерантност и така натаму, кој што и детето ги наследува нормално од родителите, се веќе да знаеме на база, ја не сакам да се изразам и погрешно ме разберат гледачите, генетска модифицираната храна е вистина, генетски модифицираните работи и препарати се вистина и така натаму не живееме во едно затворено стаклено ѕвоно, а и децата не можеме да ги држиме во стаклено ѕвоно да бидат изолирани. Подоцна, контактот кој што го стваруваат со баба, дедо и така натаму, родбината кој што ќе дојде, дечињата со кои што ќе сведоци сме, ги пуштаме од мали возрасти во градинки и така натаму. Да, правиме корисно за тој еден организам, за да побрзо ја научи својата лекција за уживото, да биде тој еден организам изграден во здрав и црз, бидејќи ќе ги помине сите маки, родителите ќе ги памтат, тој нема да ги памти, нели? И сето тоа е еден факт. На некој начин сакате да кажете дека доаѓајќи во допир со повеќе бактерии и вируси, фактички така се гради имунитетот за подоцнежната возраст да има посилен имунитет. Но и суплементацијата, бидејќи медицината навистина напредуваше, мораме и да ги применуваме. Знаеме дека не се штетни, бараме сите сега како родители, не само како лекари, јас изборам, говорам и како родител, да изгугламе, јас ќе речам дека не е корисно да ги собираме сите податоци, најубаво да се исконсултираме и со својот лекар, Многу да не ги користиме Google. Да ги провериме препаратите дали за нив стојат релевантни студии. Знаеме дека сега пазарот е многу отворен и дека може да бидат донесени препарати од секаде, искрено ќе го кажам ова и нависти го мислам само заради доброто, да го провериме потеклото на препаратот кој што ќе биде даден и препорачан од лекарот, затоа што за тоа знае дека стојат голем број на студии. Без тоа секако дека навистина има голема палета на суплементи.
Често пати кога нели децата или како што споменавте од градинка или веќе во училишна возраст, за жал, како што кажавме, доаѓаат во допир со многу бактерии и многу пати една бактериска инфекција толку често знае да се повторува, што е навистина досадна, дури може да направи некоја компликација, за која што претпоставам дека и се воведе она вакцина за пневмокока. Пневмокок. Да. Зошто толку бактериските инфекции се често повторувачки? Што е причината? И како оние родители кои што навистина мачат со вакви бактериски повторувачки инфекции да го решат овој проблем? Ајде вака, на самиот старт од нашиот разговор споменав дека 80% од сите заболувања се вирусни заболувања, поготово кај децата. Децата можат да бидат болни, поготово помалите, од 6 до 12 пати веќе во текот на годината. И тоа некако нормално доаѓа. И тоа е нормално, бидејќи науката го докажала дека е нормален период кога учи организмот, тоест имунолошкиот систем се научува на сите овие работи. Родителите се пак ќе наведам тие кои што страдаат, децата него сето тоа памтат, но една многу битна работа. Репетирачката појава на многу бактерии, конкретно за науката дошла до заклучок дека тоа е она кое што предизвикува опасна состојба на еден организам, а тоа е пневмонијата, затоа и пневмококната вакцина, затоа е и ротавирусната вакцина, кое што едната може да предизвика појава на пневмонија. Морам да кажам дека пневмонијата е една состојба на детски организам која што е застрашувачка и трае до 10 дена, дури во болнично лекување, кое што засега целосниот организам го засега, го паѓа имунолошкиот систем на тој организам, со тоа дозволува не само што едната бактерија насадена, него и други соеви на бактерии да дојат до израз поради паѓањето на имунолошкиот систем, делува имунодефициентно, имуносупресивно на еден организам, но и еден тип на заболување кој што е дури со летален исход кај најмалите, односно кај бебчињата. Затоа многу треба да се внимава кога станува збор за пневмонија. Зборуваме за обструкција. Обструкција е само почетниот момент кој што може да биде како да кажеме како искра, како иницијална капсула да внимаваме да не дојде до појава на пневмонија. Пневмонија значи воспаление на белодробието, односно на целото ткиво белодробно, каде што веќе алвеолите се толку компримирани да тој организам почнува да трпи со недостаток на кислородна достава, односно размената, дифузијата на гасовите заедно со крвта е многу минимална и се воведуваме во еден циркулус витиосус, кој што значи и дури летален исход. Треба да се реагира навремено, да се употребат прво антибактериска терапија, подоцна се бронходилататорна терапија, која што ќе му даде простор на плуќните, на белодробието за да дише, тоест да го раздише, и нормално суплементацијата, односно потикот на имунолошкиот систем и тој самиот да делува во помош на лекување. Дури имаме состојби каде што е потребен и кислород, тоа се кислородно зависни деца кои што дури може да бидат поставени на респиратор и така натаму и така натаму. Втората дискусија е кон ротавирусната вакцина која што се дава при појава на ротавирус, многу честен цревен вирус кој што предизвикува тешка појава на диареи кај децата, дури до дехидрирање и како што кажавте, појава на повраќање, диареја и сето она што ќе го доведе до исцрпување еден детски слаб кревок организам и ќе доведе во една ситуација каде што дехидрираноста ќе направи и нарушување на внатрешната средина, односно буквално на електролитната средина на тој организам, каде што е потребна корекција, односно брзо делување за да не настанат поголеми проблеми. Ако влезе во тој организам во тотална дехидрација, изнемоштеност, веќе знаеме дека тоа се засегнува дури и крвоносниот систем, каде што веќе има проблеми и компликации кои што подоцна се и на срцето и така натаму и така натаму. Пред колку време се воведоа точно, бидејќи знам дека имате информација овие две вакцини? Апсолутно, првичното користење на сите овие вакцини беше токму поред некои 6 години, можам да кажам, каде што веќе актуелно стана дали ќе биде таа вакцина петовалентна, шестовалентна и така натаму, за да биде имплицирана. Можам да кажам дека луѓето порано се снаоѓаа на секој можен начин. Сега во моментот тие вакцини постојат и буквално ги имаме кај нас. Можам само да забележам дека
интересот е малку по се уште не засегнат, тоест не треба се уште да се буди свеста кај родителите за да сватат дека овие вакцини има малку отпор, овие се потребни вакцини, можам да кажам. Не станува збор за други вакцини за кои што би дискутирале, секој кажувам за овие кои што навистина може да доведат еден кревок организам до една незавидна ситуација во која што подоцна бара и болнична грижа. Така, говориме за вакцините и ве прашав пред колку години поради причина што знаеме дека нели со употреба на вакцините се спречија многу заразни заболувања да не бидат нели со тешки последици, некако се доведуваат во ред и поради тоа и овие ги воведоа за да нели и стомачните вируси нели предизвикани од ротавирусот и пнеумококата да нели кај дечињата да не предизвика многу компликации. Имате ли информации барем за ова време од кога веќе се аплицираат овие вакцини, дали има позитивен исход? Статистички дали да. Има нешто, Статистички да, но ќе кажам дека пак повторно и затоа го спомена веднаш во нашиот разговор дека свеста треба да биде уште повеќе поттикната, дека водејќи го она календарчино задолжително што е за имунизација на децата, дека треба нависти. Ние некако го прескокнуваме, почесто и се губи правото на... Да, читав дека има доста кои што го прескокнуваме, сметајќи дека сметајќи дека не. Јас пак ќе навратам дека секој родител си е, како да кажеме на некој начин, многу свесен што би направил импакт врз своето дете или што би му направил добро или лошо. Сепак да го ставиме тоа за мерење на стручните лица, за да кажа дали тоа е едно дете. Доколку тоа дете има многу големи проблеми. Ајде ќе кажам, имаме деца со срцеви мани, имаме деца диабетичари, имаме деца таласемичари, односно анемичари, деца со проблеми со крвта, деца со проблеми со имунитет и така натаму и така натаму. Токму тие се една група на деца кои што треба да бидат заштитени секако, не да ги чуваме под стаклена зона, но да бидат заштитени, затоа науката ги измислила сите овие работи, за да може да се во одреден период од животот делува баш буквално корисно за тој организам. А токму се делува кај овие деца. Не говорам, па ќе ги издвојам она што ме прашавте претходно, дали еден имунолошки систем и децата има здрави деца, има вакви деца и така натаму, нормално дека пак се индивидуално. Индивидуално е. Нашите организми сите се различни. Не постои една те иста тоа се докажа и сега се извинам што малку ќе поместам темата во однос на ковидот дека практично здрави прави луѓе имаат толку големи компликации, за жал дури и фатално завршуваат од луѓе кои што навистина имаат здравствени тешки проблеми, пак го прележуваа ковидот. Така да уште еден доказ дека секој организам е, како да кажам, сам за себе посебен и посебно и различно реагира на сите различни... Не постојат два исти организма. Вирусни, бактериски и секој различито одговара нели на самиот импакт од одредено заболување или одредена болест, односно од контакт со одреден вирус или бактерија. Така и кај децата, да. Исто и кај децата, затоа реков дека е потребно цел живот да го градиме нашиот имунолошки систем, цел живот да го стимулираме, како кај децата поготово покрај овие суплементи што ги спомнавме, нели, кои што секој дека одреден период секој ќе каже дај полесно ми е да му дадам. Јас пак ќе кажам дека се уште заложуваме на здрава исхрана. Така, повеќе физичка активност. Повеќе физичка активност. Доста здавање на една култура, односно на учење на тоа дете како понатаму во животот, тоест да си ги задржи здравите навики, и верувам дека таквата работа се учи уште од најмалите нозе, за да подоцна продолжи да ги користи тие здрави навики, а со тоа ќе си прави добро и на здравието. Она што можеме ние сега да го дискутираме, а тоа е дека навистина делот на одржување на еден имунолошки систем е навистина индивидуално прашање, но и прашање кое што секако дека и професионалците, како што се заземани досега, и понатаму требаат само постојано да ги брифираат, односно да ги советуваат родителите во кој правец да ја движат таа насока за изградување на еден здрав
организам. Тоа би поготово значило секој родител да со оние проблеми кои што ги има со своето дете, сепак се консултира со нивниот личен педијатар кој што го води детето, за да нели биде секако што треба. Би сте навратила повторно на периодот со инфекции, нели вирусни и така натаму, кога започна сезонската вакцинација за грипот, покрај нели вакцинирањето за COVID-19, се потенцираше дека задолжително е да се вакцинираат малите деца, нели бремените жени, хронично болните и така натаму. Сметате ли вие дека исто на малите деца треба да им се даде вакцина за сезонски вирус, а веќе можеме да забележиме дека и надвор почна да се практикува вакцината Pfizer за деца над 5 години? Што вие би кажале како педијатар во однос на ова? Вака, сега. Читајќи една статија пред извесен период, која што е направена во европска држава, статијата беше индивидуален пристап за вакцинација кон одредени групи, засегнати групи. Тоа и пробав малку да го наговестам во претходнава дискусија што ја водевме, за тоа зашто одредени групи сами си се таргетираат дека треба да бидат имунизирани. Така. За да тој организам не го нападне, ова поготово ако станува збор, како за грипот сезонскиот, така и за COVID-19, за да не му ги предизвика сите оние компликации и да не го доведе тој организам, нели, пред една лоша ситуација, односно го доведе до антефинем. Тоест да тој таков организам сконча на таков начин на кој што е поради присуството на вирус. Знаеме, ги објаснив, ги наведов тие групи на деца кои што сметам дека треба да бидат вакцинирани конкретно со не сите. Со грип, вакцината за грип. Кога станува врска избор во врска со вакцинацијата за COVID-19. Медицината и сега е збунета, поготово поради појавата на новите видови, односно соеви и како мутира овој вирус. Сведоци сме, несомнено, дека и Светската здравствена организација кажа дека овој вирус е склон на мутации. Поготово новата мутација, омикронот, која што се појави сега во светот, за да подоцна ни кажат дека треба временски малку рамка да се објасни дали е таа толку инвазивна, дури Светска здравствена организација сето тоа го потенцираше, дали е толку инвазивна или неинвазивна, дали е со вакви симптоми или такви симптоми, побараа малку време за да кажат дека навистина да, навистина тоа е еден нов вид сој кој што е поопасен или понеопасен. Па до сега барем според она што можев јас да се информирам, а ги следам работите нели заради нема место за паника, нема место да, дури сега последно Фаучи кажа дека нема е место за особен, паника. дури како една блага настинка, да се надеваме дека ќе биде така. Нема место за паника, поготово за родителите. Пред извесен период напишав една статија, односно моje излагање во врска со омикронот кај децата како совет до родителите, а тоа е дека навистина нема место за паника, поготово дека знаеме дека ковид кај децата и како ги засега. Значи, ковид заболувањето кај децата поминува буквално за 10 дена, колку што рековме дека една вирусна инфекција трае во тој организм. Она што треба да знаеме е вистинското правилно реагирање кога едно дете заслужува да биде болнички третирано или заслужува да биде домашни услови. Обично овој вирус кај децата се покажа дека навистина немавме летални исходи, освен едно дете. Сега воопшто? Освен едно дете. Имавме случаеви на деца кои што се малку на повисока возраст, со потешка клиничка слика, односно деца кои што беа и со одредени коморбидитети. Тие се секако засегнати. Затоа се навраќаме на првата она импликација дека навистина некој кој што заслужува да прими вакцина треба да прими вакцина и треба да биде заштитен, и тоа е добро, нели, како да кажеме, добронамерно кажано од стручните лица и од стручниот тим. Буквално треба да го избегнеме моментот дека едно дете кое што е со ковид инфекција е подолг временски период засегнато со постоење на фебрицирање, односно на висока температура. Тоа дете заслужува да се направат сите лабораториски испитувања, да се контролира дури и хемостазата и дидимерите, и заслужува дури и болничко лекување доколку тој организам не е, се гледа дека е имунодефициентно засегнат, тоест дека имунитетот му е мутнат, за да не го обори една обична инфекција бактериска. Знаеме дека задолжително следува бактериската инфекција во 99,9% на случаевите. Едно дете кое што добро се храни,
само ги има првите 1 до 2 дена температура. Добро му се развива, користи сите суплементи кои што ќе му ги дадеме како родители. Нормално, во консултација со лекар. Што е она битно? Дека лекарот, оние сите деца кои што се на домашно лекување, се со ковид позитивни, треба добра анализа, добра информација, добра податочна база на податоци кои што ќе ги користиме, односно да бидеме во контакт со својот лекар, тоест лекарот да биде во контакт со детето кој што е заболен. Тоа е посветување на внимание за да не ни избега сликата ван контрола. Зашто? Сведоци сме дека првично и последично може да се јави пневмонија, како најнесакан момент, и покачување на дидимерите, кое што секој за таков млад организам означува еден голем проблем. Да, знаеме, затоа ниту едно дете од болница не се испишува без направена хемостаза, односно збориме конкретно дидимери, измерување на дидимерија и една комплетна крвна слика и дури и С-реактивниот протеин кој што ќе видиме дали постои се уште инфламација во тој организм. Секако дека белодробието постојано треба да биде аускултирано за да не дојде првично до одредена обструкција, а понатаму и до појава на пневмонија. Значи, ги кажавме состојбите кога треба едно дете да биде хоспитализирано. За другите е многу полесно дека бидејќи децата го поминуваат на нога. Така, значи имунизација за оние деца кои што имаат специфични проблеми со здравјето. Да, значи ние мораме да сме предпазливи и дека секое поднебје објасниме дека во врска со сетата таа работа за сегањето конкретно на ковидот, ја ќе кажам дека некои држави воопшто не дискутираат за имунизација кај деца. Значи тие се светски држави. Ние се уште не сакаме да дискутираме, нити пак ќе се воведуваме во една фаза на дискусија додека нема релевантна стручна, да кажеме на некој начин анализа и правење на дистинкција дека тие деца од 5 години треба да бидат имунизирани. За сега треба да бидеме многу внимателни и да го поттикнуваме имунолошкиот систем да работиме така. Многу е лесно за да ја дадеме вакцината, но каков импакт ќе има, тоа е ќе го каже историјата. И сега тука сме некаде на крајот, меѓутоа сакам накус овака да направиме една информираност околу диагностиката. Како е правилно кога веќе едно дете ќе има покачена температура, некои симптоми на вирусна грип? Дали да направиме веднаш ковид тест, брз ковид тест, или пак да се направи крвна слика па да видиме дали се покачани леукоцити или дали има вирусна или бактериска инфекција? Што е најпаметно? Како да изреагира еден родител? Ајде вака, просто за родителите морам да го кажам ова и стално љубам да го говорам сето тоа за да им направиме дистинкција меѓу една бактериска и една вирусна инфекција. Не, во случајов бидејќи и ковидот. Ако го зимаме во ковид, во предвид и ковидот, ќе ја кажем и следната слика. За да исклучиме. Да, за да направиме исклучување. Златно правило за исклучување на ковидот е правење на ПСР тест. Добро. Втората, нели, да кажеме, тоа крвна слика? Втората работа е антигенски брз тест. Добро. Тоа е некој кој што викаме 99% точно. Да се потврди. Трета работа е крвната слика да ако се ниски леукоцитите, многу ниски и па доаѓа до пат на тромбоцитната линија и на еритроцитната линија, станува збор можен ковид, да го кажеме, и станува збор за било каков вирус. Така. Додека имаме бактериска инфекција, кај бактериската инфекција, леукоцитите ни растат, гранулоцитите ни растат и CRP-то расте високо. Тоа е тотално школска по книга, да кажеме, една дистинкција, дали станува збор за една вирусна инфекција или намерно мислам дека ќе го најавам во најкусможен рок, ќе излезе и педиатриски прирачник кој што е подготвен од двајца педиатри и од двајца дефектолози и логопеди. Тоа е прирачник за родители. Јас сум како автор на самиот прирачник. Мислам дека кога би излегол? Првиот момент го очекуваме негде после Нова година да биде изнесен, секој дека ќе го најавам. Јас ќе ви бидам гостин за да направиме една промоција, ова е предпромоција на прирачникот за се вика прирачник за родители од 0 до 6 години, каде што баш буквално на еден пластичен начин ќе им објасниме буквално за сите проблеми. Да не мора Google да го пишеме. Да не мора да го консултираме Google, него отвараме и буквално за секоја проблематика, дали е тоа температура, дали е тоа диареја, дали е проблеми со говор, дали и
така натаму и така натаму. За сите може од 0 до 6. Одлично. Еве јас и ти веќе се договоривме. Значи веќе на почетокот на новата година ве очекувам кога ќе биде готово да ми јавите и да дојдете во емисија да го испромовираме и да го објасниме, па може и ќе подариме некоја книга до гледачите, би било добро, нели? Драго ми е секој пат кога сум ваш гостин, баш буквално кога станува збор за најмладите, тоа е за децата, тие сепак се нашата иднина. Така, да. Треба многу да вложуваме во нив, многу да ги заштитуваме и да ги гаиме, затоа зашто знаеме дека нешто ако се негува и ако се убав, утре станува убав плод. Нешто ако не го негуваме и не го сочуваме, не станува добар плод. Благодарам многу за денешното гостување. Секогаш кога говорам со вас, времето брзо минува, меѓутоа тоа е така заради тоа што добро комуницираме и најверојатно информациите толку брзо стигнуваат до нашите гледачи што се надевам дека се тоа што го слушна во нашиот разговор ќе биде од нивна корист. Уште повеќе ве најавме еден убав разговор кој што ќе биде во иднина, се со цел нели да биде за добро на децата. Да се надеваме дека ова што го споменавме околу ковидот, дека мутацијата е во поблага форма, дека така ќе остане и посакуваме така да остане, бидејќи на вистина веќе на сите ни е, како да кажам, тешко од сета оваа состојба, како и за децата, така и за нас возрастните и за највозрастните малку да здивнеме сите. Ви благодарам многу за денес. Ви благодарам на поканата, секојаш ќе ви бидам гостин кога и да ме поканите, баш токму затоа зашто се засегнува најбитниот сегмент на општеството, пак ќе повторам, тоа се децата и се за децата. Благодарам уште еднаш. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви посакувам пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје. Еве во случајов ви за вашите најмали дечињата, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.